На денешната пресконференција, министерката за финансии Нина Ангеловска информираше дека веќе од среда 29 април микро, малите и средни компании од сите дејности погодени од COVID-19 кризата ќе може да аплицираат за COVID-2 линијата бескаматни кредити во износ од 8 милиони евра. Ова ќе биде значајна ликвидносна инекција и помош, особено за малите и микрокомпании. Линијата COVID-2 нуди поголема вкупна сума за бескаматни кредити од линијата COVID-1, но и поголем износ на поединечни кредити и она што е важно и што треба да се појасни е дека ги опфаќа сите дејности погодени од кризата и има олеснети услови и олеснет начин за аплицирање. Средствата од овие кредити се обезбедени од компензационите фондови од Јапонија. Министерката за финансии информираше дека нашите земји имаат добри односи и досега, при што истакна дека верува дека овие средства ја најдоа својата најдобра намена. Бескаматните кредити, кои од 29 април ќе им станат достапни на фирмите, се наменети за зачувување на работните места и за заштита на ликвидноста на малите микро и средни компании погодени од кризата. Тие се дел од вториот сет на антикризни мерки кој што беше објавен од страна на владата и беше донесен со цел да се поддржат фирмите и да се поддржат граѓаните во оваа борба против корона кризата. Тие се дел од вториот сет на антикризни мерки кој што беше објавен од страна на владата и беше донесен со цел да се поддржат фирмите и граѓаните во оваа криза. Оваа втора линија бескаматни кредити следува по првата линија која што беше во износ од 5,7 милиони евра и беше наменета само за најпогодените 3 сектори. За првата линија COVID-1 имаше голем интерес при што беа одобрени апликации на 254 компании во кои што работат околу 3000 вработени лица, информираше министерката Ангеловска. Таа повторно потенцираше дека линијата COVID-2 е наменета за сите дејности, чиј што максимален износ на кредитите е 90.000 евра, додека минималниот е 3.000 евра.